Патот по кој треба да расте младиот човек е пат на постојано унапредување на себе си во секој можен поглед и во секое поле. При тоа не сомневајќи се дека некој ќе го попречи, ќе му одземе енергија, рекол Абрахам Линколн. Наша задача и наша обврска е да обезбедиме тој пат да биде непречен. Да инвестираме и вложуваме колку што можеме повеќе во развивањето на младите луѓе. Бидејќи тоа вложување е инвестирање во нашата иднина, во капацитетите кои ќе бидат идните носители на процесите за идните доктори, идните инженери, спортисти, земјоделци, професори, идните уметници, честни работници, адвокати, менаџери. Да обезбедиме што се можно повеќе услови младите да напредуваат, да ги остваруваат своите идеи, замисли, да ја креираат својата иднина. И најдобро знаеме дека напредокот во било која област е еден континуиран процес и постојан труд. Постојан труд и постојани активности. Тоа е исто како да градите куќа. И таа ќе биде онолку сигурна и голема колку што ќе бидат цврсти темелите на таа куќа. Тие темели во минатото не ни беа започнати. И доколку нашите преходници вложуваа во младите, денес имавме многу повеќе. Ќе можеше да надградиме и да продолжиме. Но тоа не е причина да се откажеме и не се откажуваме. Не застануваме и постојано градиме и создаваме нови услови, нови проекти за сите граѓани. Одиме со силно темпо напред и освен проектите кои се дел од нашата програма, предлагаме и многу нови, кои не се дел од програмата, но ние имаме и желба, и волја, и капацитет да ги спроведеме. Без оглед на тоа колку беше запоставена оваа категорија во минатото и колку не беше направено, а можеше да биде поинаку, ние со големи чекори одиме напред и тоа во сите сегменти, значени за младите, во делот на образованието, во делот на социјалната сигурност, во делот на спортот и културата. Токму со ваква работа досега имаме 72 ново изградени и 350 реконструирани основни и средни училишта од крајот на 2006 до денес. Дополнително 8 нови училишта ќе бидат изградени токму оваа година и најголем дел од нив веќе се почнати. А 60 други постојни ќе бидат реконструирани. Што значи бројката на ново изградени на крајот на оваа година ќе биде 80 ново изградени училишта, а бројката на реконструирани 410 реконструирани училишта во овој период на владењето на ВМРО ДПМНЕ од крајот на 2006. Но не ги забораваме и студентите. Ја намаливме партиципацијата на факултетите, која пред 2006 изнесуваше некаде 1400, некаде 1200 евра. Ја намаливме на 200, односно 400 евра за оние со партиципација. А во годината што измина, ги зголемивме ученичките и студентските стипендии за 10%. Се разбира после неколку други зголемувања во преходните години. Изградивме нови капацитети во рамки на студентскиот дом Стив Наумов. Се реконструираше блокот Б од студентскиот дом Гоце Делчев. А деновиве започнува реконструкцијата на блокот А. Веќе 7 години поред се обезбедуваат бесплатни учебници за сите ученици во основното и во средното образование, за што инвестирани се повеќе од 42 милиони евра досега. За прв пат во историјата на нашата држава извршена е огромна набавка на 80 нови лаборатории за потребите на високо образовните и јавни научни установи, во вредност од 1,6 милиарди денари. А се става и крај на старата и непопуларна пракса за користење на литература на други
јазици од соседните земји за студирање, наместо учење на собствен јазик, или пак користење на скрипти, кои што најчесто се лошо фотокопирани, со изгубени страници или искинати. На тој план се обезбеди и превод на 1000 стручни научни книги и учебници, од кои се учи на првите 10 рангирани универзитети во светот, согласно Шанхај листата, а за областа на правото, првите 10 од Франција и Германија. И покрај сите предизвици, се продолжи да се гради спортската инфраструктура, која е особено значајна за развојот на најмладите. Доказ за тоа се изградените 84 спортски сали, изградените 74 тениски игралишта и 8 во фаза на градба, како и 56 повеќенаменски игралишта кои се веќе изградени и 8 повеќенаменски игралишта кои што се во фаза на градба. Овие објекти се доказ за нашата работа и на она што го имаме постигнато. И кога ќе речат зошто сега предлагаме проекти, одговорот е затоа што ние го продолжуваме континуитетот на она што го правиме постојано, а тоа е проекти за граѓаните и многу работа. Континуитетот на она што ние масовно го започнавме. Тоа е стилот на ВМРО ДПМН. И ние немаме намера да се откажеме. А граѓаните најдобро знаат дека кога ќе ветиме, ние тоа и го остваруваме. И затоа нашиот збор е цврста обврска која ја исполнуваме. Почитувани присутни, во изминатиот месец и половина објавив 9 значајни мерки за младите луѓе. Денес ќе објавам уште 5 нови проекти. 5 значајни проекти од различни области, но со заедничка карактеристика. Тие ќе значат конкретна корист за сите млади луѓе. Сакам да нагласам дека проектите се преходно добро обмислени, детално разработени, со предвидена динамика и прецизни рокови за спроведување. Истите ќе бидат предложени и согласно планираното ќе бидат спроведени од надлежните институции, односно од владата, предводена од ВМРО ДПМН. Благодарам. Првиот проект е изградба на 150 нови игралишта за баскет. 150 нови малски игралишта за баскет. Значи, градиме огромен број тениски игралишта, градиме огромен број мултифункционални игралишта на кои може да се игра и мал фудбал и други спортови. Ова е нов проект за 150 малски игралишта за баскет. Со цел промовирање на здравиот живот и кошарката, како спорт и поттикнати од огромната популарност на баскетот меѓу младите, се одлучивме да отпочнеме со мега проект, кој ќе значи изградба на 150 типизирани игралишта за баскет, кои ќе бидат лоцирани ширум градовите и населените места низ Република Македонија. Водени од тоа дека постојат голем дел од импровизирани спортски игралишта за баскет, односно населби и градови каде тоа е еден вид на традиција и урбана култура, а и со оглед на тоа дека многу млади луѓе изразуваат желба за ваков тип на спорт, изградбата на ваквите игралишта и тоа како ќе значи чекор напред и е добредојдено за многу млади луѓе. Јас сум уверен дека токму меѓу тие млади деца се наоѓаат некои од идните спортски херои на Македонија. Овие игралишта ќе бидат со тврда, акрилна подлога, која ќе може да се користи на сите временски услови и ќе бидат соодветно осветлени со сите потребни и пропратни реквизити неопходни за овој вид на спортување. Надлежна за реализација на проектот ќе биде Агенцијата за млади и спорт,
која во соработка со единиците на локалната самоуправа, оваа година уште веднаш ќе започне со подготвителни активности во смисла на правење на типизирани проекти. Потребно е планирање, изработка на проекти, обезбедување на потребните дозволи, а ќе се отпочне со работа на терен на почетокот на 2017 година и се очекува комплетно овој проект да се заврши во наредните 4 години до 2020 година. Овој проект за изградба на 150 игралишта за баскет ќе биде надоградување на проектите од областа на спортот, како што е изградбата на 120 тениски игралишта, изградбата и реализацијата на 100 повеќе наменски спортски игралишта и изградбата на вкупно планираните 180 спортски и училишни спортски сали. Вториот проект, тоа е првиот проект. Вториот проект, кој денес го објавувам, е одлична вест за младите кои сакаат да го надградат своето образование и да инвестираат во својата иднина. И токму затоа ние ќе започнеме со реализација на проектот наречен Инвестирај во својата иднина, со кој ќе овозможиме стипендии за постдипломски и докторски студии на државните универзитети под мощне поволни услови за студентите кои доаѓаат од семејства со помали приходи. На студентите кои ќе дипломираат со просек 8,5 и доаѓаат од семејства со пониски приходи, кои поради финансиски причини не се во можност да го продолжат образованието, владата предводена од ВМРО ДПМН ќе овозможи стипендии за постдипломски и докторски студии на еден од државните универзитети. Рангирањето ќе биде на следниот начин. Студентите добиваат најмногу до 100 бода, при што од вкупниот број бодови. Најмногу до 20 бода се добиваат за постигнатиот успех со преходното образование. Прв циклус, ако се запишува на магистерски студии, односно прв и втор циклус на студии, ако се запишува на докторски студии. При што мерката се однесува на студенти кои имаат просек над 8,5 во преходното образование. За материјалните можности, за студентите и нивните семејства се добиваат до 60 бодови. За критериумот материјални можности на студентите и нивните семејства се земаат вкупните месечни примања по член на семејство во однос на просечното исплатена месечна нето плата во Република Македонија, при што предност имаат оние студенти кои имаат пониски приходи по член на семејството. Пример, ако приходите по член на семејство се до 35% од просечната нето плата, тога студентот добива максимум бодови за овој критериум, односно 60 бода. Ако се помеѓу 35 и 45%, добива 50 бода и така натаму. Студентите кои до 18 години биле без родители и родителска грижа, студентите кои се карактеризирани како лица со посебни потреби, студентите кои се деца на самохран родител или едно родителско семејство, студенти деца на корисници на социјална помош и студенти деца на корисници на надомест по основ на технолошки вишок, за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија, добиваат дополнителни 10 бодови. Значи, оваа категорија лица ќе имаат дополнителни 10 бодови. Додека за студиска програма, на која е запишан студентот, технички и медицински науки, се добиваат исто така дополнителни 10 бодови, со цел стимулирање на овие професии кои се дефицитарни на пазарот на труд. Ова ќе биде огромна помош за студентите со повисок просек, кои поради финансиски причини не го продолжуваа своето образование.
еден од приоритетите на ВМРО ДПМН е да инвестира во образованието во Република Македонија, со цел зголемување на квалитетниот кадар, но и реално да им помогнеме на луѓето кои имаат желба, мотив и капацитет за тоа. Нашата цел е да дадеме вистинска подкрепа на квалитетните и способните. Овој проект ќе започне да се спроведува преку Министерството за образование од септември 2017 година. Третиот проект е проектот за комплетно реновирање на Националната универзитетска библиотека во Скопје Свети Климент Охридски. Имено, се работи за проект со кој се реализира сеопфатна реконструкција и адаптација на просторот на Националната и универзитетска библиотека НУП Свети Климент Охридски, која има фундаментално државно значење како институција. Националната и универзитетска библиотека има огромна задача да го собира, обработува, штити и чува македонското културно наследство за идните генерации, но има и огромна употребна вредност, особено за младите, па од тука произлегува одлуката целосно да се реконструира, особено читалните. Така во моменталната зграда се вселува и во оваа моментална зграда се вселува и функционира од 1972 година и повеќе од 30 години врз објектот не се извршени темелни зафати. Реконструкцијата ќе офати целосна поправка на кровот на библиотеката и внатрешно, комплетно и темелно реновирање на читалните, кои се пополнети од студенти и од други кои што сакаат тука да користат простор за читање, и работните простори, обновување на инвентарот, поправка и замена на стакла и така натаму. Со реконструкцијата ќе се овозможи подобри услови на сите корисници на Националната универзитетска библиотека и откако темелно ќе се реновира, тие ќе можат во значително подобрени услови да ги користат нејзините услуги. Реконструкцијата ќе започне во 2017 година и ќе реализира Министерството за култура, кое уште веднаш ќе започне со подготвителни активности и необходни за реализација во смисла на подготовка на проектот и организационите работи. Тоа е третиот проект. Благодарам. Четврт проект. Граѓаните и пред се младите, како најголеми корисници, ќе добијат ново матично во Скопје. Ново матично за склучување на бракови. По цели 5 децении, конечно граѓаните во градот Скопје ќе добијат нова свечена сала, каде ќе се склучуваат брачните договори. Ово е исклучително значаен чин за луѓето, за младите, кој представува одбележување на една нова етапа во животот на човекот. Ќе се одвива во високо репрезентативни просторни услови. Во сала, во која што ќе биде чест, среќа и радост да се влезе и да се памети. Во последните 10 години, над 65.000 лица на територијата на Скопје стапиле во брак. Дополнително, со пуштање во употреба на ново матично во Скопје, брачните парови ќе ги намалуваат своите трошоци за свадбената прослава, затоа што голем број на двојките, токму поради руинираните услови на матичната служба, кои сега ги имаат, го повикуваа матичарот на посакуваната локација или на некоја локација, зашто им беше наплатен соодветен надомест за таквата услуга. Новото матично одлучивме да биде сместено во објектот кој што веќе е во полн ек на градба и кој ќе биде во непосредна близина на поштадот Македонија, кој што повозрасните скопјани го паметат како поранешна зграда на поранешниот офицерски дом, срушен за време на земјотресот,
А сега, нов објект, просторот на кој што ќе биде читалната, ќе биде 762 метри квадратни. На кој што ќе биде, се извинувам, новото матично, ќе биде 762 метри квадратни. Ќе има гардеробери, помошни простори со површина од 144 метри квадрати, влезни холови од 300 метри квадратни и така натаму. Кога зборуваме на оваа тема, инаку овој објект треба да биде завршен некаде кон средината на 2017 година и да биде пуштен во употреба. Но кога зборуваме на оваа тема, сакам да објавам уште една позитивна работа која е во интерес на создавање на репрезентативни услови и простор за склучување на брак. Во периодот додека се изгради новиот објект, некаде до средината или најдоста на почетокот на втората половина на 2017 година, нема да се губи време. И во меѓувреме, додека се заврши тој објект, ќе се обезбедат нови и позитивни услови за реализација на церемонијата за склучување на брак. Од почетокот на февруари, од 1 февруари 2016 година, покрај досегашните можности, ќе има можности за склучување на бракови во нови две локации, до изградбата и завршувањето на изградбата на новото матично, а тоа ќе бидат овде во Музеот на македонската борба, и во просториите на Порта Македонија. Во зависност од термините кои ќе бидат закажени. Овие ексклузивни простори, кои изминатите 4 години ги изградивме во главниот град, станаа омилено место за сите граѓани на државата. И сега добиваат уште една конкретна функција која е од интерес на младите луѓе за реализација на конкретни потреби. Административниот дел за постапката за склучување на брак, каде младите треба да поднесат документи за истото, ќе се одвива во посебна просторија во зградата на поранешната зграда на Комерцијална банка во Скопје, каде исто така од 1.2.2016 ќе работи подрачното оделение на управата за водење на матични книги и додека самиот свечен чин за склучување на бракот и подпишување во матичната книга за венчани ќе биде на веќе споменатите локации. Со сите овие новини, управата за водење на матични книги и вработените во ПО Скопје сметаат дека ќе се подигне професионалното ниво на службата, а се во интерес на граѓаните и нивен ефикасен и брз пристап до податоците од матичната евиденција, но и достоинствено место за склучување на браковите во главниот град. Петиот проект за младите е изградба на нова, голема, мултифункционална читална во Скопје. Планот е да се добие современ простор, кој ќе има мултифункционален карактер, односно, освен современа читална, ќе има можност за одржување на концерти, културни манифестации и приеми. Ова мултифункционална читална ќе биде сместена во просториите на зградата до плоштадот Македонија, која, како што предмалку кажав, ќе биде финиширана во некаде на средината до почетокот на втората половина на 2017 година. Имено да објаснам дека во моментот кога владата го даде на јавна електронска лицитација продавањето на земјиштето за овој објект, еден од условите кој што беше ставен за оној што ќе го купи земјиштето и ќе гради објект, е дека првиот кат што ќе го изгради треба да биде остапен за државата, за Република Македонија. На овој кат, во еден дел од него ќе биде сместено новото матично, а во другиот дел ќе биде сместена
големата читална, новата голема читална со мултифункционален простор во кој што ќе може да се одржуваат и други настани, како концерти, како приеми и така натаму. Новата читална ќе биде на површина од 1650 метри квадратни. Тоа е огромен простор. Во тој простор, освен местата на кои што освен просторот каде што ќе бидат поставени масите, столовите и така натаму за читалната, ќе има и простор од 200 метри квадратни за библиотека, а додека остатокот ќе биде наменет за други пропратни простори. Во склоп на новата читална ќе има и библиотека, во која ќе може да се најдат сите книги од проектот Превод на 1000 книги, стручна литература, како и книги од едицијата на Министерството за култура, тоа е 130 тома македонска книжевност, звезди на светската книжевност и македонска литература на англиски јазик, како и едицијата на Министерството за образование и наука македонски дејци и многу други едиции на владата, на Министерството за образование и на Министерството за култура. Покрај ова, во склоп на читалната и библиотеката, ќе има и просторија со компјутери кои ќе им бидат на располагање на сите посетители, а секако ќе има и бифе за релаксација и напитоци. Во мај 2011 година е отворена читалната 1000 книги, во која може да се најдат стручни книги и литература кои се дел од проектот на 1000 книги, 1000 стручни научни книги. Огромната посетеност создаде потреба во централното градско подрачје да се отвори уште една нова читална. ВМРО ДПМН останува посветена на своите заложби за образување на младината и продолжува со обезбедување на необходните инфраструктурни проекти со кои секој млад човек ќе може да се надградува. Да подсетам, минатата недела објавив дека ќе бидат изградени нови читални во Струмица, во Велес и во Аеродром. Сите 5 проекти, кои денес ги објавив, се корисни за младите. И сум повеќе од убеден дека во времето кое што доаѓа, нивната употребна вредност и корисност ќе биде значајна поддршка. Почитувани присутни, политиката не е зборовите кои што се искажуваат, туку делата кои се остваруваат. И вие знаете дека како што досега направивме многу дела и многу проекти, ќе ги реализираме и овие наши ветувања. Нашата цел во сите овие проекти кои што ги промовиравме е да му помогнеме на младиот човек од сите аспекти на живењето, од аспектот на решавањето на најзначајните прашања, а тоа е домувањето и вработувањето, па се до образованието и подобрувањето на условите за образование и развој, о создавањето на услови за спорт, па се до обезбедувањето на поволности и бенефити за културен развој. Младиот човек ова го заслужува и ние работиме тоа да стане реалност. Како што рекле, вистината постои, измислена е само лагата, а вистината за нас се делата кои ги оставаме за себе. Нашиот најголем императив е како да помогнеме, како да решиме некој проблем повеќе, како да обезбедиме сигурност, која во минатото недостасуваше. Времето поминато на уверувања за абстрактни поими, користење на излитени фрази и веќе видени трикови, е изгубено време, во кое можело да се направи многу повеќе за секој од вас. Ние тоа не го сакаме и ние тоа не го правиме. Како и секогаш, ние избираме работа, која создава услови за подобар живот. Работа која решава проблеми на луѓето и на младите. Ние, наспроти обвинувањата, избираме чесен пристап и реални ветувања. Тоа не е лесно и затоа не го прават сите. Да беше лесно, ќе го правеа сите. Но не е лесно и затоа не го прават сите.
Но затоа најголема награда е поддршката од граѓаните и можноста да се направи многу повеќе за својата земја. Ќе продолжиме да создаваме уште многу вакви дела. Да сте живи и здрави. Благодарам.